Сеќавањата уште се прават, свежи се. Во секое страдание има поука. Ја докачивте ли која е? Еве ја. Корупција е зло. Завршува во јад, чемер, жртви, мртви деца, растурени семејства. Спаси се себе си и невините души. Не подклекнувај. Биди доблесен. Процесорот. Добре дојавте на беседа. Јас сум процесорот, Јас сум свештеникот. а денешната наша емисија го носи насловот Колективна одговорност. Ова емисија е потикната од неодамнешните настани во Кочани, каде случај на немил настан во кој што во дискотека поради пожар загина 59 луѓе, во главном млади луѓе, а околу 150 се повредени, дури некои во животна опасност. Тој настан, кој издискутиравме со свештеникот, и одлучивме да снимиме епизода на тема колективна одговорност, затоа што настанот кој што се случи, очевидно е дека е резултат на падот на колективната одговорност и напорите кои што доаѓаат од колективна одговорност кај нас. Пред да започнеме со емисијата, само да кажеме дека им оддаваме почит на жртвите и на нивните роднини и нивните блиски. Можам да кажам слободно дека ова е една колективна траума за нас, за македонскиот народ, и дека долго ќе седи со нас, како и сите такви колективни трауми. Жално е што мора на овој начин, на овој шокантен и болен начин, да се озреваме, но простата вистина е дека така мора. На тој начин мора да се озреваме, иако изгледа на прво дека не мора. Затоа што многу луѓе знаат да кажат после настанов, па биваше ли, мораше ли да се случи да се запали дискотека, да изгорат луѓе, деца, за да ни текне дека тоа што го правиме или начинот на кој што постапуваме не функционира и дека не е добар. Меѓутоа вистината е дека за жал во повеќето случаи мора. Во нашата претходна епизода, Парадоксот на постоењето, разговаравме исто така и за страданието и за неговата улога. И таму откривме две сознанија. Едното беше дека страдаме заради тоа што сме несовршени, меѓутоа второто беше дека страдаме, односно страданието е алатка која што ни овозможува да се доусовршиме. Дека тоа е главната алатка на стварноста на Бог, универзумот, како и да го крстиме, со која што ни покажува каде грешиме, за да можеме да се подобриме и да се усовршиме и да работиме на нашето собствено, па и заедничко великанство. И за жал, освен некои ретки визионери и ретко доблесни личности кои што се свесни за работите и дека треба да бидат доблесни и дека не мора да се случи прво немил настан за да се расте, за да се созрева, повеќето луѓе едноставно мора да доживеат длабоко страдание за да осозрат. Тај цел го напишав она што го прочитав како цитат на почетокот, дека во секој страдание има поука. Дали оние кои што го преживуваат моментално страданието, ја дознале која е, дека корупцијата е зло, дека на крајот не се исплати, дека на крајот завршува во жртви, во мртви деца, во растурени семејства. И дека на крајот треба да конечено да сватиме дека треба да бидеме доблесни, да не подклекнуваме. Ќе го разработиме ова понатаму. Сега ќе му оставам на свештеникот да каже нешто свое на темата. Ти благодарам. Темата е колективната одговорност, меѓутоа, за жал, најдобар пример за колективна одговорност е трагедијата која што се случи во Кочани. Таа е, можеби, најголемата трагедија што се случила во независна Македонија. Трагедијата, можеби, земјотресот во 1961 година е била со повеќе жртви, меѓутоа таа се случила во Сојузна Република Македонија, не во независна Македонија. Меѓутоа не е важно. Факт е дека е
дефинитивно една од најголемите трагедии со кои што се соочуваме како народ во поновата историја и дека ќе остави белег долги години, децении и се надеваме дека ќе научиме големи лекции од оваа несреќа и дека нема за брзо време да се вратиме на старите патишта. Како што кажав, темата е колективната одговорност на оваа епизода. Тоа значи дека сакаме да ја погледнеме, сакаме да разгледаме оваа трагедија како огледало на нашата колективна одговорност. Сакаме да видиме кој е најголемиот проблем со кој што се соочуваме како општество и кој е најголемата причина за која што се случила оваа трагедија. Секако дека има многу причини, има многу виновници. Виновниците секако треба да одговараат пред законот, да бидат казнети со најсоодветните казни, кои што се пригодни за тоа што предизвикале или поради нивната немерност довеле да се случат вакви трагедии. Меѓутоа, има разлика помеѓу зборот вина и одговорност. Значи, кога зборуваме за одговорност, се обидуваме да ги гледаме работите од птичја перспектива. Се обидуваме надконцептуално и највисоко да ги гледаме работите што е можно и да видиме кои се оние принципи кои што се позадината на овие несреќи, позадината на сите нечесни и незаконски работи кои што ги прават некои поединци. А во одредена мера ги правиме и сите ние. Како што кажав, колективна одговорност, тоа представува еден вид на култура на однесување, која што во себе носи повеќе или помалку свесност и лична одговорност во однос на сите активности кои што ги превземаме во општеството. Кога ќе видиме дека корупцијата, потоа некои други однесувања како што се отсуството на критичко размислување, неефикасните институции, ниската јавна свест во Македонија и така натака, желбата за да се извлечеш од казна и побрзо да завршиш некој процес, да не губиш време при завршување на некој општествен процес и така натака, и барање на некој незаконски или неморален пат до својата цел. Сите овие се еден вид на ерозија и уништување на онаа култура на однесување и високата и посакуваната колективна одговорност која што сакаме да имаме во Македонија. И со тек на време, можеби не веднаш, меѓутоа со тек на време, тоа разједување, таа ерозија ќе вроди некаде ќе попушти. Таа ерозија некаде ќе создаде големо свлечиште. Што значи тоа? Тоа значи дека порано или подоцна таквиот однос кај сите нас ќе создаде ваква трагедија. И ако ние не ги смениме нашите однесувања, вакви трагедии ќе се повторат. Бидејќи можеби ти нема да бидеш виновен за тоа што може си избегнал казната со тоа што си платил мито на полицаецот, да речеме, меѓутоа ќе остави белег кај децата кои што го виделе тоа, или ќе остави белег кај некои други кои што биле дел од процесот и така натака, тоа тие ќе бидат мотивирани да направат друга отстапка кој што ќе влијае на трети, тоа ќе влијае на четврти, со тек на време некоја од овие постапки ќе биде иницијалната каписла за нова трагедија која што ќе се случи. Затоа е потребно да ја сватиме оваа трагедија како еден вид на вина кон сите нас, сите кои што сме активни учесници во општеството.
Во што спомна дека има разлика помеѓу одговорност и вина, можеби вина е она состојба кога си требал да превземеш одговорност, а не си презел. Во смисла, знаеш дека си одговорен за тоа, знаеш дека, например, како инспектор си требал да провериш дали е валидна лиценцата на клубот, како друг инспектор си требал да провериш дали има апарати за гасење пожар, дали има добра вентилација, дали има пиротехнички средства внатре, газдата, кога требало да преземе одговорност, не презема одговорност, не ставил апарати за гасење и т.н. Значи, можеби вината е онаа точна ситуација кога треба да се преземе одговорност, а не се презела. Значи, јас во она што го кажав таа изјавата, односно цитатот на почеток, кажав неколку клучни изрази кои што ќе ги извадам сега. Едниот е корупција, вториот е доблесност. Односно, биди доблесен, нели така завршувам. Практично убаво би дошло сега да разгледаме малку што е корупцијата, зашто мислам дека повеќе луѓе немаат јасна представа што е корупцијата. И знаеш, ние можеме да им кажуваме не бидете корумпирани, бидете доблесни, ама они во основа во пракса не знаат што тоа значи. И сега, за да не биде резервирана дефиницијата на тие изрази само за теоретичари и филозофи, ќе се обидам да дадам една кратка дефиниција или објаснување на што е корупција. Во основа, според корупција, доаѓа од латинскиот јазик, од глаголот corrumpere, а тоа е кршење. Што и глагол значи да се скрши. Ми текна дека кога се возев по возовите низ Италија, имаше една значка во случај на незгода, или ако се преврти возот, rompere la vetro, така нешто беше il vetro. Мислам дека беше напишано во смисла скрши го прозорот со она како чекан што има. И баш се замислив тогаш, викам, rompere, види, интересен збор, и после го побарав и увидов дека всушност корупција, corrumpere е тоа, кршење, односно одстапување од доброто, кршење на себе си или на своето идеално и на твојот идеален ти или од кршење на твоите вредности, практично е тоа. Тоа е корупцијата. А доблесноста е пак понизна работа кон собствено усовршување. Со други зборови тоа е великанство. Со трети зборови тоа е служење на некаков достоен идеал. Значи корупцијата е одстапување од ова, од собственото усовршување, од собствената совршеност или од собствените вредности, да речеме. Од тој достоен идеал. Сега, низ животот, тоа што го правиме ние, што би требало да го правиме, е да се движиме од една состојба на несвесност кон една состојба на свесност. И од една состојба на незрелост кон една состојба на зрелост. За зрењето веќе зборувавме во нашата трета епизода, која се вика Зрењето како процес и ниво на развиток. Проверете таа епизода, зашто таму точно кажуваме што е зрењето, што е зрелоста, а практично зрелоста е превземање на одговорност. Сега кога зборувам, бидејќи денешната тема се вика колективна одговорност, тоа значи заедничко превземање на одговорност. За сите ние, баш како што свештеникот кажа пред малку. Сите ние сме криви. Имаше еден цитат од Вацлав Хавел, кој што вика сите ние сме одговорни, сите сме криви за тоа што се случило. Мислам дека он кажува за комунистичката диктатура во Чешка или во Словачка, сега не ми текна точно. Меѓутоа неговиот израз е сите сме криви, сите сме одговорни. И тоа е вистина. Во секој оној момент кога си се подложил на корупција, си придонел малку да се додаде, да се кумулира еден вид на хаос или кршење, подкршнување на вредностите кои што го чуваат заедничкото битисување, и ако доволно пати се искрши структурата, таа ќе падне. Падот е ваков. Падот е во 59 загинати луѓе, изгорени, задушени и 150 повредени. И мислам дека е очигледно што треба да правиме. Треба да работиме на нашата зрелост, треба да работиме на нашата доблесност, на нашето усовршување, да искористиме оваа голема трагедија за да работиме на нашето зрење, затоа што страдањето кое што доаѓа од незе е тоа кое што ќе ни
токму тоа е тоа што ни укажува дека сме сгрешиле многу и дека имаме многу за работа. И сега веќе има знаци дека ова ќе предонесе во нашето седничко и поединечно зрење, баш свештенички ми кажеш ти дали се согласуваш, ама тоа што мене ми се допадна, што го видов на X пред се, ама и на други места, во некои весници и портали, е дека многу луѓе изјавија дека секој оној кој што делувал коруптивно, придонел во корупцијата, колку и да е мало корупцијата, колку и да е голема корупцијата, се едно, меѓутоа секој, дека сите сме криви, дека сите сме одговорни, не е само газдата на локалот кој што земал нели, лажна лиценца или не знам, инспекторите што не го гледале или ги потплатили сето тоа, туку и ти кога одиш и кога носиш бомбонjera кај докторот и виски, ти или кога сакаш да ти скинат казната од во полиција така натаму, а знаеш дека си крив. Значи сите дека сме придонели, многу луѓе тоа го покажаа како момент. И јас искрено не очеков, мислев дека луѓето ќе бидат многу по несвесни за што придонело до ваквиот немил настани, до ваквото страдање. Меѓутоа, многу луѓе беа свесни и кажаа, значи знаеа точно што придонело и дека не само што точно што придонело, и дека овој пристап мора да се напушти. И тоа мене многу ми се допадна. Тоа ми укажува дека всушност веројатно среќа во несреќа, што би се рекло, е дека оваа трагедија нашиот македонски народ ќе ја искористи за да осозре. Што мислиш ти? Биде, делумно се согласувам со тебе, во право си дека не беше вината расфрлана на сите страни и одговорноста, туку дека народот препозна дека имаме системски проблеми, со тоа што мислам дека покрај тоа и покрај свеста на кај народот имаше голема разлика во однос на тоа што значи системот. Нема јасна дефиниција за тоа што значат системски недоволности. Чи дали тоа значи промена на власта? Дали тоа значи промена на системот на владење? Можеби парламентарната демократија, можеби капитализмот и така натака, можеби тоа е проблемот, тоа е системот кој што многу луѓе сметаат дека е проблемот. Некои други луѓе сметаат дека е проблемот лежи во преголемите слободарски практики кои што ги имаме како општество, дека треба некоја поголема религиозност или поголема се тоа некои различни гледања, гледишта на што значи систем и покрај тоа што имаме доволна свесност да застанеме и да речеме чекајте малце, не е ова проблем на газдата на дискотеката кој што направил така и така, бидејќи знаеме дека скоро сите го прават тоа, скоро сите прават такви глупости и такви криминали. Туку проблемот е подлабок. Што значи дека е подлабок? Гледаме дека не е до власта, бидејќи секоја власт има вакви недостатоци, секоја власт прави некои или за време на низиното владење се случуваат трагедии. Значи не може да е само власта, таа е, да речеме, константна во својата неодговорност. Тогаш што е? И народот препозна дека тоа е системот. Меѓутоа, мислам дека потребно е да појасниме што значи систем. Или да појасниме што точно колективната одговорност ќе смени кај поимот систем. Значи, јасно е дека ние имаме некои сегашни проблеми во општеството. Значи, инфраструктура, каде што нашите градби кои што ги имаме и така натака се недоволно модерни, недоволно стабилни за да можеме да живееме безбедно. Имаме проблем со нашата економска состојба, имаме институционални недостатоци, масивна корупција, имаме политички недостатоци и така натака. Меѓутоа, сите овие недостатоци не можат да се надминат на ниеден друг начин, освен на превземање на колективна одговорност. Јас деновиве разговарам со некои сопственици на бизниси и ми велат, сега има инспекции доаѓаат на секаде, па ми се отвори работа, треба да купувам ПП апарати или треба да правам некои промени и така натака. И колку тешко стана. Значи, да, одговорноста бара работа. Таа не е полесниот пат. Меѓутоа на тој начин можеме да создадеме општество каде што овие работи нема да се случуваат. И на подолг рок ќе создадеме општество каде што ќе ни биде убаво за живење.
бара работа од сите нас и тешко е, ама вреди. Вреди бидејќи ќе се чувствуваш подобро во својата околина и ќе знаеш дека си дал се од себе. И вреди бидејќи на поколенијата им оставаш сигурен и стабилен свет или општество кое е плод на твојата мака и жртва. Буквално ќе го живеат твојот труд и твојата одговорност. Нема подобро од тоа. Ова значи одговорност. Значи, ова е тоа што процесорот кажа зрелост, да работиме на нашата зрелост. Тоа значи да увидиме дека сите наши постапки во светот и во општеството влијаат врз колективот. Не се тие некои изолирани активности кои што никогаш никој нема да ги види или не се важни за општеството. Не, важни се. Секоја твоја активност е важна за целиот колектив. Тоа е голем товар кој што го имаш, меѓутоа тоа е и многу голема почит кој што ја добиваш од целиот свет. Ја добиваш од целото општество. Бидејќи ти имаш влијание врз колективот, врз општеството. Одлично кажано. И баш многу добар пример го спомна тоа викаш, разговараш со собственици на предпријатија, на бизнеси и викаат, сега доаѓаат инспекции, па треба да купувам ПП апарати, треба да работам за да не ме казнат, за ова, за она. Сам да кажам, многу е добар пример, затоа што точно укажува како луѓето незрело размислуваат. Не велат, треба купам ПП апарат затоа што така треба. И супер што ме потикна, јас заборавив, знаеш, некојаш може да се случи да заборавиш. Не е само дека имаш малициозна мисла околу истото. Едноставно, некојаш во секојдневните активности не си стигнал да го купиш или да го сервисираш или да купиш нов, се едно. Му поминал рокот и така натаму. Меѓутоа, ставот да ти биде дека сега ми доаѓаат па ќе ме казнат, види се колку е тешко, треба да го направиме тоа. Тоа е одраз за незрелост. Тоа е одраз за размислам само за себе. Можев да поминам до сега, гајле ми беше, немаше инспекции. Сега ми дојда, сега ќе ми зановетаат нешто, ме разбираш? Тоа е, ако отидеме од аспект на, мислам дека убаво се надоврзува со спирална динамика, затоа што ако им текнува на нашите следачи во емисијата за спирална динамика, особено во првиот дел, нашето општество, според мене, по распаѓањето на Југославија, регресираше до она една напуштање на виолетова фаза, ама влегување во црвена фаза, а таа фаза беше она еготистична, себеопседната, нарцисоидна фаза, каде што беа битни локалните или државните или на други нивоа битанги и така натаму. А претходно во Југославија, и затоа луѓето, мислам дека многу од луѓето жалат за тоа време, го гледаат со добри спомени, е тоа дека тогаш била онаа плавата фаза на ред и поредок и на почитување стандарди. И нормално дека кога ќе почитуваш стандарди, нормално кога ќе бидеш морален, кога ќе бидеш нареден, без разлика, според комунистички стандарди било тогаш или според КПЈ, меѓутоа кај и да било да ова настанало, нормално дека ќе имаш резултати и ќе имаш, како да кажем, возобновување и воздигнување на една нација, на еден народ, на една заедница. И заради тоа луѓето гледаат со носталгија спрема тие времиња, затоа што тогаш имало ред. Они самите кажуваат, тогаш имаше ред, се знаеше. Знаеше дека работите се направени како што треба, се знаеше дека зградите се изградени како што треба, се знаеше дека кога требаше се направи автопат или требаше се направи пруга, идевме сите работевме, се знаеше дека мораше се работи и да се работи добро и да се работи квалитетно. Тоа била она класична плава фаза која што спроведувала ред, имала као парадигма и таа парадигма буквално се сваќа и мора да се спроведе и нема тука многу избор. Меѓутоа, по распадот на Југославија, регресиравме во претходното ниво, претежно црвеното. Сега, малку по малку се градевме, ова го дискутиравме, мислам дека во клетвата на декаденцијата, дека некако како да ја прескокнавме сината фаза кај нас, односно се стекнавме со едни глупи полудознаени вредности од западот, кои што мислиме дека се големи вредности, а всушност многу површно ги сваќаме и ниту па не одговараат на нашиот менталитет. И таа ни беше нашата плава фаза, практично ја скокнавме и отидовме сега навлегуваме, односно веќе сме доста навлезени во една портокалова фаза на
личен опортунизам, на нарцисидност повторно, на материјален успех, а сме злоупотребени од црвено-портокалови битанги, како, например, газдата на локалот. И проблемот со тоа е што во портокаловата фаза и во црвената се напуштаат правилата и се напуштаат оние почитување на правила и на повикот кон лична доблесност се напушта за потребата на личниот успех. А тоа резултира во овие трагедии кои што ги има. И ваквите страданија практично доведуваат до или враќање назад кон сино, или одење кон зелено, или кон двете, и размислување. И практично со тоа ги гледаме проблемите кои што се наоѓаат во оваа фаза во која што се наоѓаме сега, проблемите на себеопседнатоста, проблемите на корупцијата, проблемите на еготизмот и насоченоста само кон себе, и почнуваме да мислиме на решенијата. Да, апсолутно. Друго нешто што видов како позитивна работа и што укажува дека сме влегле можеби и во зелената фаза од спирална динамика е онаа социјална солидарност која што ја видовме деновиве. Значи, многу голема поддршка има меѓу граѓаните за да им се помогне на страданите од трагедијата. Можеме да видиме сочувство кај сите луѓе, без разлика дали можат или не можат да помогнат. Насекаде луѓе кои што не беа воопште допрени од оваа трагедија, зборам физички, психички беа скршени, уништени, не можеа да работат, не можеа да цело време дремеа пред телевизијата за да видат дали нешто ново се случило и така натака, дали некој се излечил, што се случило. Будно ги следеа политичарите за да видат како се движи истрагата и така натака. Имаше донирано огромни средства, луѓе волонтираа за да помагаат на различен начин со нудење домови нели за престој, со превоз и така натака. Значи можеме да видиме дека има некоја еволуција во однос на солидарноста и во однос на сочувствување со болката на оние кои што се повредени. И тоа е многу добра вест. Значи, и не само кај нас. Можеме да видиме дека соседите со кои што политички имаме големи несогласувања, имаме проблеми, кога се случи катастрофата, значи во услови на трагедија, веднаш се одважија. Се одважија и Бугарија, и Грција, и Србија пред се, и други земји. Голем број на држави се одважија и покажаа дека и нивното ниво на свест е навистина на едно поеволуирано ниво. Меѓутоа, како и да е, тоа на страна, тоа е за пофалба, меѓутоа ние се уште се соочуваме со главните предизвици кои што доведоа до тоа да се случи оваа трагедија, пред се корупцијата и едноставно, јас би рекол, корупцијата е центарот на сите проблеми, меѓутоа збориме не само за физичка корупција, туку зборуваме и за морална корупција, која што не разјадува сите, ги разјадува нашите вредности и нашите размислувања, нашите светогледи, нашите идеологии и нашата мотивираност да правиме добри работи едноставно. И нашата мотивираност да живееме и да изградиме убаво и силно здраво општество. Повеќето луѓе сметаат дека, или голем број на луѓе сметаат дека ова општество е труло во својата основа и дека треба да се избега некаде на друго место, каде што луѓето се, да речеме, посвесни или имаат поголемо ниво на јавна свест или има поефикасни институции. Меѓутоа, мислам дека уште една, ако морам да најдам позитивна страна од оваа трагедија, е тоа што ваквите удари не будат и ни покажуваат дека проблемот лежи кај нас и дека можеме и оваа територија и оваа земја, ова општество, оваа нација
да ја претвориме во одговорна и во свесен ентитет, свесна организација, со тоа што ќе ги трансформираме нашите активности. Кога гледаш дека, да речеме, кога гледаш дека има проблеми низ бизнисите, низ каде што има пожари, каде што има недоволна свест во однос на одредени организации, се обидуваш твојот бизнис или оној бизнис каде што ти си вработен да го подобриш. Таму влијаеш. Не чекаш да дојде инспекција кај тебе, не чекаш да ти се случи некоја несреќа на тебе, туку ти пред се работиш локално, работиш на својот случај. Или, например, на личната одговорност. Кога гледаш дека можеш да направиш некоја врска, можеш да побрзо да завршиш некоја работа, не го правиш тоа, се жртвуваш со цел да ги почитуваш правилата. И, исто така, многу важно, очекуваш од другите да го прават истото. Кога ќе видиш дека некој во твоето обкружување или во твоето семејство прави нечесни работи, краде или прима мито или дава мито или се бара некои конекции или користи некои конекции кои што не се чесни во однос на другите луѓе, го вадиш на тапет. Едноставно се караш со него, се бориш со него, можеби дури го кажуваш пред други луѓе и така натака. Или не играш едноставно со него кога ќе бара коруптивно да изиграш. Апсолутно, пред се не работиш со него. Значи се работи за едно објавување војна на корупцијата. Објавување војна на се што е нечесно и све што е труло во нашето однесување со цел да создадеме едно ново општество. Значи, горењето на дискотеката може да биде еден вид на метафора на горење на нашите стари трули традиции, трула култура на однесување и од пепелта да се издигне фениксот, да се издигне новата култура. Култура базирана на свест, базирана на чесност, на ефикасни институции и така натака, на одговорност. Ова последнава символика ти е многу добра. Многу добра, браво. Одлично што ти текна. Спомна две работи кои што многу ми се допадна. Едната дека многу луѓе бараат пораснале во ова општество и сега гледаат дека е труло, како што кажете, и гледаат да избегат. Тоа е повторно одраз за незрелост. Јас веднаш, ќе им кажам на сите што не следат, дека бегањето е израз за неодговорност. Тоа е показател за неодговорност и за незрелост, заради тоа што заради неколку работи. Прво, не преземаме одговорност према оние кои што не израснале. Значи тоа е како да те израснат твоите родители и после кога ќе дојде времето ти да им помогнеш, да се речеш па не ме интересира мене тоа, правете што сакате. Значи во општество израснале тие луѓе, какво и да е. Биле израснати, имале школи, имале факултети, имале заедници, имале луѓе кои што се грижале за нив, кои што ги растеле, кои што ги воспитувале, кои што ги учеле, и на крајот доаѓа човекот да го спремаме. Не го спремаме така само за да биде човек спремен, туку го спремаме делумно и за да придонесе назад. И тој вика: па види, труле, тука ќе отидам сега кај друг некој во другија држава, во друга заедница, каде што е подобро. Значи, пријателе, дојде времето ти да вратиш и да направиш подобро тука. Како што ние ти дававме додека беше дете и додека не знаеше што правиш, ние знаевме како и да е. Меѓутоа придонесовме за да израснеш, за да бидеш човек, за да бидеш зрел човек. А всушност сме утнале работата. Бидејќи не сме постигнале зрел човек. Ќе отидеш во странство. Јас сум бил во странство, сум живеел со години. Улици, патишта, згради, луѓе, негде е подобро, негде е полошо, негде е побогато, негде е посиромашно. И што? Ништо. Твоите луѓе се тука. Јас можев да останам. Меѓутоа јас дојдов тука затоа што јас сакав на Македонија и на македонците да им придонесам. И твоите луѓе не се совршени. А ничии луѓе не се совршени. Работата е дека кога ќе отидеш така мислиш дека другите се совршени, а не се. И сега тоа е едната точка. Значи,
Тоа е непреземање одговорност. Знаеш, кој ќе пораснеш, да не вратиш назад кон оние кои што те израснали и те изчувале до тогаш. Мислам, тоа го дискутиравме, нели, и со падот на наталитетот, нели, дека и тоа е непревземање на одговорност према оние кои што те изчувале. Во машко-женските односи, таа емисија, видете. И сега другата работа која што ја спомна и која што многу ми се допадна, е дека таа војна што ја кажеш ти против корупцијата, не само што е едната страна неизина е ти да не бидеш коруптивен, но никој од нас не е совршен, некогаш ќе подклекнеш, некогаш, знаеш, ќе бидеш слаб, меѓутоа никогаш да не си правиш рационализација и оправдување за истото, да си признаеш дека си сгрешил, да се обидеш да се подобриш следниот пат или да се ветиш дека нема да веќе да направиш така. Меѓутоа тоа е едната страна. Твојата лична одговорност или одговорноста на твојата заедница, семејство и така натаму, која ќе сгрешиме нешто да не си наоѓаме оправдување и рационализација, туку да се подобриме и да ветиме дека ќе се подобриме. Тоа е едната страна. Меѓутоа втората страна е да ги повикуваш другите кои што сакаат да бидат коруптивни на одговорност и да не им дозволуваш едноставно да бидат коруптивни. А мене тоа што ми се допадна е дека многу луѓе беа многу гневни на властите, на оној кој што дал дозвола, на оној кој што дал лиценца, на инспекторите кои што не ги провериле, на сегашната власт, на претходната власт, значи едноставно луѓето беа многу гневни и така треба да постапуваат во секој момент кога оние кои што владеат нема да се однесуваат, нема да бидат во самиот врв на доблесност. Затоа што владењето е служење, не е позиција над другите луѓе, туку е позиција под другите луѓе. Луѓето заедницата те избира да владееш затоа што ти имаш некаков квалитет кој што повеќето го нема. Кој да е квалитет. Меѓутоа дел од тие квалитети треба да бидат и некоруптибилност, доблесност. Значи ти си избран, например, си поинтелигентен од другите или повеќе знаеш, не знам, на некоја тема. И затоа те избира да владееш некаде, да бидеш професор или да бидеш водач во компанија, односно газда, да бидеш премиер, едно, да бидеш пратеник, тоа што повеќе те бива за тие работи. Меѓутоа, има општествен договор. Општествениот договор е дека ти си избран за да им служиш на тие што те избрале. И ти треба да бидеш во самиот врв на доблесноста. Некогаш можеш да сгрешиш нормално. Меѓутоа, не треба да се поима владењето како нешто дека ти си дошол над другите луѓе. Ти всушност си дошол под. И ако си дошол под, ти им служиш на другите луѓе. И ако им служиш, тие на кои што им служиш имаат апсолутно право, не само право, туку и одговорност да те повикуваат дека грешиш, па дури да те казнуваат кога грешиш. И тоа е една работа кај нас која што уште ја немаме стекната до крај, а тоа е дека оние кои што грешат мора и да ги казнуваме. Ако видиш некој дека фрли ливче на улица, треба да идеш да му кажеш, не да се седиш заради тоа што избегнуваш личен конфликт. Знам дека е непријатно, меѓутоа мораш да го направиш тоа, затоа што следниот пат пак ќе фрли. Кога нема го гледа или дури кога ќе го гледаат луѓето. Меѓутоа твојата одговорност е да идеш да го повикаш на одговорност тој што го направил тоа. Е така и на оној кој што служи, на оној кој што е на позиција на моќ. Или во најмала рака ти да го земеш и да го фрлиш. Тоа е второто. Секако, тоа ливче треба да се тргне таму. Меѓутоа, односно се исправи грешката која и да. Тоа е еден пример. Меѓутоа, главната поента е дека оние кои што се на позиција на моќ, власт и така натаму, тие имаат поголема одговорност, не помала. Тие служат на другите. И тие мора да бидат повикувани на одговорност постојано. Не само повикувани, туку и казнувани кога нема да бидат одговорни. Апсолутно согласувам. И можам да кажам дека ми се свиѓа, ми се допаѓа тоа што како одговор на оваа трагедија, можеби главната причина е бидејќи трагедијата беше толку многу голема, масивна и катастрофална, што немаше друга опција кај властите, освен да реагираат експлозивно и да уапсат голем број на луѓе од со различни одговорности, значи збориме за различни видови на инспектори, сопственици, градоначалници, министри и така натака, значи од различни ешалони, и можеби некој од нив имале помала одговорност од други, можеби некои од нив и немале воопшто одговорност, бидејќи не можеле да знаат да речеме дали некаде потпис
каде што не требало да дадат подпис, меѓутоа не можеле, бидејќи пред маса им стојат илјадници такви фирми кои што треба да ги подпишат и така натака, и едноставно не е практично они сите нив да ги испитуваат самите еден по еден и така натака. Меѓутоа тоа не е важно. Важно е што ваква катастрофа беше казната експлозивно, многу луѓе беа уапсени и беше покажано дека кога ќе замежиш на одредена неправда и кога таа неправда, не дај Боже, ќе вроди со голема катастрофа, тоа ќе ти се врати на тебе. Ќе бидеш уапсен. Без разлика дали ти си можел да реагираш, не си можел, си имал мала одговорност, голема одговорност и така натака, ти ќе одиш во затвор. Ти ќе си направиш големи проблеми. И сега тоа испраќа една порака која што вели јас можам да земам мито или можам да замижам, да му погледам низ прсти на некој мој пријател и така натака, меѓутоа ако тој направи некоја беља понатаму, тој направи некоја катастрофа, таа ќе се врати кај мене. И заради тоа ги мотивира инспекторите, ги мотивира политичарите да не замижуваат. И мене ми се допаѓа таа постапка која што ја направи, иако можеби беа ставени во можеби не сакаа да ја направат, не можам да кажам, меѓутоа беа едноставно ставени во свршен чин и тие мораа да апсат луѓе од сите политички партии со цел да покажат дека се одговорни, дека го прават оно што е исправно, меѓутоа неминовно со тоа испрати една многу добра порака дека твојата лична неодговорност и неработење на работата како што треба правилно до точка, можеби ќе се излечеш, можеби ќе целата своја кариера ќе можеш така да изживееш. Меѓутоа можеби и не. Ако се случи некоја катастрофа, сигурно ќе го јадеш и ти. И тоа е многу убава порака која што беше испратена и сметам дека сега барем овој период, можеби подолг период, ќе ги мотивира државните службеници да си ја вршат својата работа одговорно, бидејќи ќе стравуваат дека секоја следна катастрофа ќе им се врати на нив. Ќе бидат свесни дека носат одговорност со себе. Ете, на тој кој што не му е јасно, токму тоа е процесот на зрење во реално време го гледаме. Кога ќе почнеш да се размислуваш, ми се вратило, и ќе почнеш да се мислиш 3 пати. И во многу ситуации ќе го направиш исправното. Тоа е процесот на зрење. Апсолутно, са тоа може би еден вид на ниско зрење, бидејќи се плашиш од казна, а не го правиш тоа бидејќи ти едноставно сакаш да биде се по правила и по правило и по пропис, меѓутоа сепак е еден вид на зрење. Подобро е него беззаконие. Да, и не само тоа, туку и ќе стигнеш после тоа и до тоа ниво. Со самото зрење ќе стигнеш. Ако им текнува на следачите, кога го разговаравме Колберг и неговите нивоа на морално зрење практично, оние кои што беа постконвенционални беа кога веќе почнеш да размислуваш на правилата и зошто се воведени воопшто правилата. Не е само другите ќе ме казнат, не треба да правам лошо, добро, треба да бидам добро момче, девојче, не знам ти што. Туку зошто се овие правила? Зошто треба да бидам доблесен? И почнеш да мислиш, чекај малку. Нема потреба, не е битно дали другите ќе ме казнат, не е битно ќе го фрлам ливчево како ѓубре тука затоа што никој не ме гледа, ама во град кај што ме гледа некој нема го фрлам. Не, туку не го фрлаш ни таму затоа што знаеш дека е лошо. И веќе си почел да размислуваш и си созрел. Ете, токму тоа е созревањето. Само што треба време. Треба страдање, треба време, треба размислување. Апсолутно, тоа е целта до која што сакаме да стигнеме. Тоа е свеста која што сакаме да ја постигнеме. Да. Кај општеството. Да. И не само што процесот на зрење се гледа во реално време, туку јас би спомнал и уште една работа интересна, што сега ми текна, а тоа е дека во овие структури, политички структури, организациони, министерства и така натаму, има многу луѓе кои што се во основа доблесни или сакаат да бидат доблесни, ама едноставно се угнетени од самиот начин на постапување од коруптивноста секаде и не можеле да растат и така натаму. И во вакви ситуации тие доаѓаат до израз. Дека конечно може да направат тоа што е исправно. И дека кога другите ќе им кажат, нели, кој ќе им речат, дај да направиме нешто, и сега имаат еден вид на оправдување. Не можеме затоа што се случи многу голема трагедија. И тоа е супер. Мислам, може би најдобро е без разлика на се да бидеш доблесен, не може би, туку сигурно најдобро, без разлика на се, не треба чекаш трагедија како оправдување. Меѓутоа знам дека многу луѓе кои што нели се плашат за
да не останат без работа, да не останат, не, треба имаш усти за ранење и така натаму, го разбирам сето тоа. Ова има одличен момент да бидат доблесни, да изразат, да дојдат до израз од својата принципиелност и интегритет. Сега имаат причина. Па мислам дека тука негде може да Абсолютно, привршиме. да, јас така мислам, само што сакав уште нешто да кажам во однос на луѓето кои што се членови на политички партии. Тие луѓе најчесто, или голем број од нив, имаат една навика да ги гледаат работите обоено, да ги гледаат работите низ призмата на својата политичка партија. И како ќе им ги сервираат од таму? Точно, и како ќе им биде кажано на телевизијата која што е пронивната партија. И сега, мислам дека оваа трагедија е исто така еден повик до нив, каде што треба полека да почнат да се будат од тој сон. Тој е реално паразитски живот. Во ред е да сакаш одредена партија, јас имам партија која што сум член и ја поддржувам, и тоа не значи дека ќе бидам слеп кон сите нивни недостатоци и дека сакам паразитски живот да живеам, каде што се што она поддржува јас поддржувам, се што она напаѓа јас напаѓам, и се гледам низ призмата на тоа како гледаат во лидерството на партијата. Тоа е празен живот, тоа е потрошен живот. Тоа е буквално сонуваш додека си буден. Оваа трагедија е исто така повик до нив да се разбудат и да се издигнат над партиите, над нивните табори и над нивните идеологии и да ги разгледат работите колективно, надконцептуално и заедно сите, без разлика која партија сме и какви се нашите гледишта, да се повикаме кон една колективна одговорност која што надминува секакви идеологии. Ете, тоа е тоа. Пред самиот крај и пред сижето, само да одадеме почит на оние херои, јунаци, кои што биле на безбедно, а кои што се вратиле да помагаат и да ги вадат луѓето од внатре. Андреј од ДНК, го спомнал веднаш, кој што на крајот загина зашто му паднал покрвот врз него. Потоа возачот на брза помош кој што возел цел ден и кој што на крајот му попуштило срцето. Тоа се вика синдром на скршено срце, бидејќи видел многу големи проблеми, плюс бил под стрес при возењето. Оние деца, па и млади луѓе кои што се вратиле назад да помагаат, обезбедувањето исто така вадело луѓе, седело таму, носело, и во исто време да ги искудам полицијата, која што седела надвор и која што не реагирала и не сакала да влезе внатре. Господа, униформата која што носите и значката која што носите, ја носите затоа што таму сте за да служите на народот, а не на себе. Кога ќе настане кризна ситуација, вие сте тие кои што први треба да влезете таму и да ги спасувате луѓето. Тоа е. Ако немаме што друго да додадеме, можеме да направам сиже, па после тоа со твоите практични и прагматични совети. Значи, накратко, денешната тема е колективна одговорност, која што е потикната од немилиот настан во Кочани во дискотеката Пулс, при кој се запали дискотеката, бил концерт на ДНК и загинаа 59 луѓе, во главно млади луѓе, а 150 луѓе се повредени. Тоа е една колективна траума. Кажав на почетокот дека е жално што мора на овој шокантен и болен начин да се созрее, но за жал мора на овој начин, иако изгледа дека не мора. После разговаравме за што е доблесност, што е корупција. Кажавме дека корупцијата е одстапување од доброто, од совршеното, кршење. Доблесноста дека е понизна работа кон собственото усовршување. И дека зрелост е преземање одговорност, и сега бидејќи денешната тема е колективна одговорност, значи колективно и поединечно преземање на одговорност, и дека треба да работиме на собственото зрење, и дека не треба да подклекнуваме, и дека треба да се трудиме да бидеме доблесни и да си ветиме кога ќе сгрешиме, да не си наоѓаме оправдување, тука се ветиме дека следен пат ќе правиме подобро. Малку обяснив околу спирална динамика и каде се наоѓаме и што се случува. Потоа искоментиравме дека ни се допаѓа дека луѓето се свесни кој треба да преземе одговорност во оваа ситуација, и не само тоа, се свесни и дека сите оние кои што постапувале коруптивно се, макар и неврзани со овој настан, придонеле кон оваа корупција и дека веќе треба да се напушти тој пристап. И на крајот кажавме дека позицијата која што добива некој позицијата моќ е всушност служење и дека мораме да ги повикуваме на одговорност, дека бегањето од
проблемите е израз на ниска одговорност и на ниска зрелост, односно ќе се преселам во друга држава каде што луѓето и системот е подобар. Не, туку напротив треба да останеш тука кај своите луѓе и да работиш да биде подобар. Мислам дека во главно тоа е и на крајот само дадов од почит кон јунаците. Свештениче, твој е подиумот. Добро, ти ги спомна и практичните совети кои што јас сакав да ги кажам во твоето сиже. Трагедијата во Кочани, како што кажавме, е символ на пошироки системски проблеми кои што бараат консензус и бараат заедничка акција. Нашиот повик е да се вклучиме во јавниот диалог, сите колективно, за подобрување на условите по заедницата и за изградба на поодговорно општество и пред се, како индивидуи, да превземеме лична одговорност за сите наши активности, да бидат во склоп на она што е правилно и да не бегаме од тешката, но правилна постапка, туку напротив да ја направиме бидејќи е тешка и правилна. Вината гледа наназад и бара кого да обвини, додека одговорноста гледа напред и бара како да се поправат работите. Свештеникот.